Откако се реши грчкиот спор околу името, сега и српскиот со СПЦ и помирувањето со МПЦ, останува уште бугарското прашање. Уште еднаш се потврди тезата дека нема волшебно стапче за решавање на споровите со соседите. Само политичка волја и сериозен притисок од големите сили се единствениот начин на решавањето на националните прашања, од кој зависи нашата евроатлантски иднина. Беа потребни само 6 денови за да се премостат 55 години поминати во расправија и во докажување на историските и канонските права меѓу двете цркви, македонската и српската. На честиот збор што уследи по одлуката на 24 мај е изненадување, иако следот на настаните сугерираше дека чинот не е случаен, туку резултат на црковна и политичка дипломатија и извесен период на разговори. Андреј Богдановски, докторант на Универзитетот во Бекингем, Велика Британија, каде што ги истражува движењата на автокефалност во Источна Европа и на Балканот, вели дека решавањето на црковното прашање е дел од големата геополитичка сложувалка. Дефинитивно, како сите политички случувања во регионот, така и ова со прашањето околу името, прашањето околу односите со Бугарија и до некаде прашањето околу Македонската православна црква, имаат секако дел се од големата геополитичка сложувалка. Така секогаш ние говориме дека прашањето околу разрешувањето на името, проблемот со името околу спорот со помеѓу Грција и Македонија, ја отвори ги однесе овие преговори кои што сега ги гледаме помеѓу СПЦ, МПЦ во вистинскиот правец, затоа што без разрешување на договорот, без разрешување на прашањето околу името, немаше да може да се разговара околу улогата зголемена на страна на Вселенскиот патриарх. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски посочува дека меѓународната заедница и САД се моторите на дипломатијата во регионот, кои постојано работат. Многу ќе беше тешко да се решат без помош од меѓународната заедница, некаков координиран пристап помеѓу САД и Европската унија. Македонија е мала земја и во тие спорови со посилни земји, како со Грција, како со црквата и така натаму, па и сега ако сакате со Бугарија, бидејќи таа е членка на ЕО, ние сме само аспирант, имаме непропорционална ситуација. Само присуство на меѓународната заедница за гаранција за некаков пропорционален однос или за некаква правичност, условно речено, во решението може да донесе некаков напредок и тоа треба да биде формула што би требале да ја реплицираме. Гледам дека меѓународната заедница е активна во последниот период за Бугарија во обид да направи некакво решение. Суштинското прашање со Бугарија е дали Бугарија дома ќе смогне политички сили, политичка волја, некаков консензус околу таков пробив, но сепак подиректно може да притисне меѓународната заедница и особено САД кои имаат веќе геостратешки интереси, безбедносен интерес за решавање на овој проблем, бидејќи тој треба да потегне, условно речено, потегне нога за решавање на дополнителните проблеми на Балканот. Косово, Белград, Босна, затварање на процесите со Албанија, Црна Гора, Србија. Богдановски прецизно објаснува што значи последниот чекор на СПЦ во однос на македонската црква и држава. Доколку се забележат зборовите на српскиот патриарх Порфирий, он кажа дека дојде во Скопје за да донесе веста дека СПЦ поддржува и одобрува автокефалноста на Македонската православна црква. И од таа перспектива мислам дека нема дилеме дека станува збор за давање на правото на автокефалност. Он потоа се наврати во делот на тоа дека стануваат дополнително технички административни процедури кои што треба да бидат дозавршени со цел ефектуирање на оваа одлука, пошто потоа Српската православна црква би требала да ги информира останатите помесни цркви следејќи канонските правила. Уште не знаеме конкретно кој е планот и на кој начин Српската православна црква ќе го ефектуира овој чин за доделување на автокефалност, затоа што се смета за завршена работа кога ќе се додели томосот за автокефалност, тоа е тој документ со кој што се означува Македонската православна црква како автокефална и ќе стане 16-та поред во листата на цркви кои што се автокефални после украинската.
Така да очекуваме да видиме како ќе се постави Српската православна црква, дали ќе оди директно создавање на акт или пак ќе бара се православен консензус како што првично наговести, и таму ги гледам наредните чекори. Арсовски вели отсуството на политичкиот консензус во земјава прави решението за прашањето со Бугарија да биде подалеку од временска дистанца од ова со СПЦ. Гледам дека што повеќе е отворено прашањето за домашната јавност, како и за Грција претходно, како и за Бугарија, тие решенија се се потешки. Може би решението со црквата беше возможно само затоа што се случи под маса, затоа што се случи како некакво изненадување. Тоа важи и за вниманието што го добива во локалните земји, како на пример прашањето помеѓу Македонија и Бугарија добива многу внимание во домашната бугарска политика, го прави многу тешко за решавање, значи или некаков блицкриг. И втората причина зошто е тоа тешко е што ние не успеваме да изградиме и домашен консензус за стратегијата по тие прашања. Му сакав и тоа да ја прашам, зошто за вакви круцијални прашања 30 години на назад, да не кажеме, немаме домашен консензус национален за вакви прашања. На што се должи тоа? Затоа што домашните политички актери се предатори по тоа прашање. Тие се можеби позаинтересирани на опонентот да му оди лошо, него одошто нешто добро да се случи за државата. Ако се сеќавате и при договорот со Преспа, политичките страни не успеа да најдат заеднички консензус. До ден денес нема консензус кај сите политички страни дека тој договор е добар, дека треба да се почитува на крајот целосно и така натаму и така натаму. Имаат различни стратегии, но имаат и различен пристап и различни црвени линии. За разлика од нив, например, во Грција, Мицотакис дојде после Ципрас, вели дека не му се допаѓа договорот од Преспа, меѓутоа дека се тие сериозна држава, дека немаат намера да се повлечат од него. Таков консензус ние никогаш не сме изградиле, бидејќи опонентите се гледаат низ оптика на нишан. Политикологот Арсовски, слично како и Богдановски, посочува дека американската администрација засилува мисијата во земјите од Западен Балкан за да ја засили позицијата на САД по разнишената доверба во евроатлантските процеси. Треба да имаме предвид дека новиот американски амбасадор ќе дојде после рокот во јуни. Најверојатно кон крајот на летото или на почеток на есента. Така што тие прашања стануваат валидни доколку во јуни нема некакво решение, доколку оваа шатл дипломатија не роди со некаков плод. Има неколку работи кои треба да се знаат. Прво, таа доаѓа од Исламабад, што значи дека можеби Македонија влегува во прашањата на геостратешка и геонационална безбедност, бидејќи тоа е портфолиото таму, што може за нас да биде добар сигнал. Воопшто американската администрација под Бајден има некаква посилна координација со Европската унија во надворешната политика и ги третира овие прашања како стратешки прашања дури од воена гледна точка, што за нас е добро, бидејќи значи дека притисокот ќе се зголеми. Дополнително, господјата Агелар има искуство во Македонија, беше Public Affairs Officer прво под Фил Рикер, потоа и под Пол Волерс, и ги познава приликите, ги знае актерите, така што ќе треба многу кусто време за да влезе, условно речено, повторно во штос со локалната политика. Тоа може би значи некаков заселен ангажман и може би ќе донесе некаков напредок до тогаш. Иако треба да имате предвид дека ангажманот и настојчивоста на американскиот амбасадор секогаш доаѓа од амбиентот кој владее во Вашингтон. Кога Вашингтон ќе ги запали црвените светла и булдожерот, тогаш и локалниот амбасадор така се однесува. Историски гледано, црковните работи во регионот на Балканот секогаш биле исполитизирани и врзани за политиката и за политичките состојби. Она што недостасувало кај домашните политичари низ годините наназад за земјава да напредува е политичка волја, да се седне и да се разговара со соседите за решавање на отворените меѓусебни прашања. Дали затворањето на бугарското прашање ќе биде исклучок, останува да видиме, додека големите сили понатаму работат на забрзување на евроатлантските процеси на регионот. Јанев со затворањето на грчкиот спор, прво, сега веќе и српскиот спор со признавањето на црквата, на МПЦ, на автокефалноста, останува уште бугарскиот спор. Малку беше изненадување овој спор за политиколози, аналитичари, но тоа е вековен спор практично, не треба да биде воопшто знак на изненадување. Ни приближно изненадување, мислам, да се знаеше што кога беше примена Бугарија во ЕУ пред нас, дека ќе следи ова што сега го имаме како резултат. Го чекаа моментот на, ја би рекол, подмолен начин да имаат
само они, сила не беа вклучени, дека траеше спорот со Грција да кажат, чекајте, не се само они и со нас имаат спор, туку оставија ние да се тепаме со Грција, да се путкаме на рака, и си молчеа мудро за цело тоа време, и сега кога чека момент да бидат во центар на спотлайт, си го користат тоа максимално и за внатрешни и за надворешни политики, така да не е изненадување, не знам за кого би било изненадување. Да влезе било кој пред нас од нашите комши, ќе ни дава исто услови и уцени, кога Европа е поставена на таков механизам да една земја право на вето против интересите на таа заедница, така си ги поставиле односите, тука не може се мешаме, не сме внатре. Не знам што да каже човек во смисол како да се биде мудар, но дека е очекувано, за мене апсолутно очекувано. Дали сметате дека оваа европска политичка заедница за која се залага Макрон, но и други политички функционери, европски политички функционери, може Македонија да биде сигурна дека ќе биде некакво предворје за Европската Унија? Или пак тоа ќе биде само алтернатива? Видете, било каков начин и облик на покажување солидарност и здружување во било каков облик со луѓето, земјите за кои сакате да припаѓате, е позитивна работа по себе, но дали ќе биде злоупотребено за да се наметне како алтернативно наместо вистинското членување, тоа е друго прашање. Надрешно политичките превирања во Франција со децении веќе инсистираат на тоа да се сопре тој процес на проширување, скептични се по тој аспект, по тоа прашање. Гледате Ле Пен, целата кампања и се базира на тој евроскептицизам, дури Меланшон е евроскептик по од многу аспекти. Така да во Франција, да кажеме, како мотор моментално, кога ја снимам Меркелка на Европа, се појавува прашањето дали воопшто има расположение за проширување. Таа несинхронизација или неусогласеност или недобиени цврсти гаранции од наша страна кога го менувавме името, и сопката што ја стави Франција тогаш, ова е само помек начин и облик на продолжување таа нивна политика. Мислам, не знам, вековно не сме фигурирале кај нив како партнер на Балканот. Ништо немаме направено за овие 3 децении да го промениме тој однос, тоа прашање. Франција во нашето општество реално да бидеме реални е на маргините. Таа не е ни во јавниот дискурс присутна, е така само да го испцуеме Макрон, знаеме и толку. Она што се вистински врски со работка, културна, економска, од било кој аспект со Франција не е. Дали е прашање на тоа што не сме франкофонска земја, иако ние не сме членка на таа франкофонија, но тоа е само номинално и може би успех на индивидуа, кој што беше министер за надворешни тогаш, господина Митрева. Мислам дека немаме солидна политика ние да одговориме на тие прашања. Значи, со години гледаме работи како се случуваат и се сведува нашето водење политика на политиканство. Ако е проблем во Франција, што сме направиле ние, за да придобиеме Франција на наша страна. А ако Шпанија и Португалија знаеле да бидат на страна на Грција, што сме направиле ние, да ги придобиеме Шпанија и Португалија на наша страна. Значи, тоа се отворени работи кои што се гледат во дипломатијата, само мислам дека ние немаме сериозна дипломатија. Мислам, апсолутно, тоа е докажано. Успехот со грчките преговори беше благодарение на надворешен притисок и така натаму. Дури веројатно и ова со СПЦ некаква игра на поголеми геополитички прашања, а може би соседска и троштина, да кажеме, на Србија на поголемо приближување, гледаме дека многу не сакаат у задње време. Така да е можно да е и нивна локална политика, не мора да значи дека е игра на големи игри, на големи играчи, но прашањето со Бугарија, мислам дека повторно се сведува на истото. Македонија треба да се постави во Европа како сериозен партнер, не како барател и молител. Ние не знаеме тоа да го избегнеме, да го надминеме. Ние постојано нешто зборуваме за предворија, зборуваме за кулоари, значи ние не знаеме да влеземе. Ние не знаеме да се однесуваме како да сме рамноправни. Значи, ако сте викнати на забава,
ако ве стават во ќоше на троножно столченце и ви дадат една чашка вода, ќе се осетите неповикани, ќе си отидете од таму. Мислам, непристојно, недостоинствено. Ние не знаеме да се поставиме како партнери, не знаеме да играме таа игра очигледно со години, да ги поправиме односите, да наметнеме значење и важност. Ние зборуваме, ние се замислуваме, ние сме најважната геостратешка точка на Балканот, бла бла бла. Како да не? 200 километри во денешни услови напреку и попреку не се ништо ни за војска, ни за патишта, ни за инфраструктура, ни за ништо. Го гледаме тоа со гасоводи, го гледаме тоа со никакви коридори низ Македонија поправени или оправени, со никакви железници, значи ние сме нешто не сме папок, него не сме ни слепо црево. Така да кога ќе се соочиме со тоа и кога ќе го согледаме тоа, ќе видиме дали зошто како имаме реперкусии на навршната политика надвор. Не ја водиме како што треба. Но има ли логика заради тоа што Запад, особено Америка, се исклучително загрижени како и Македонија, прогресивните сили во Македонија, која станува збор за руското влијание. И тука има практично логика да бидат заинтересирани, да бидеме некакви од геостратешки интерес, геополитички интерес, токму заради ова. И да се реши конечно спорот со Бугарија. Билјана, знаеш како, ние треба да сватиме дека никако да научиме таа лекција. Големите сили се големи сили. Тие се движат, да кажеме, како некој танкер, како носач на тешка роба, на контейнери. Тие се огромни, тој не може да прави маневри на ситно. И они сака да го видат светот црно-бел. Тоа и се случи на Југославија. Имате проблем со етничка политика, уште од 70-ти години, Хрватско пролече, Косово немири, не знам што, недоразбирање и несогласување помеѓу србите и словенците и хрватите. Нема проблем да раздвоите се. Црно-бела приказка. Територии помешани, ќе ги раздвоиме, ќе ги расчистиме, нема крајна, нема приказки. Значи, ние не сваќаме дека во големите игри не доаѓаат, не ги интересира индивидуалната жртва или не знам колку илјадници да е колективната жртва, како прашање на нешто. Сега Америка сака да не види нас во скутот, нели, одека, супер, окей, да, на западна страна, ама како да не го решат тоа прашање? Сега Бугаријаве се појавуваат, зар Америка не гледаше што прави Грција наспроти Џорџ Буш, дента 3 пати гледавме во Букурешт. Рече дека ќе бидат примени денеска Хрватска, Албанија и Македонија и на крај на состанокот во 2 сат попладне не примија. Ај сега. Значи, они сакаат црно-бело да ги гледат работите, да им биде чист теренот, но Балкан ко Балкан, нели, заплеткан и сложен, си има своји внатрешни играчи, големите играчи си имаат внатрешни играчи. Во Бугарија политиката не е расчистила сосема со тоа, со своите руски влијанија и од аспект на контрола на бизниси и така натаму. КГБ знаевме се како ја претвори моќта од политичка присилна од тајни служби до преку создавање на богаташи, милиардери, трговци, бизнисмени. Ние имавме во Македонија нели еден сомнителен, интересен, многу можеби најилустративен пример после смртта после обидот за атентат на Киро Глигоров, се деси самоубиство со бесење на представник на Мултигру практично кој што беше врвниот дипломат во Македонија. Така да од Бугарија. Така да тие приказки како ги играат тие структури и како ние се снаоѓаме во тоа и како Америка се снаоѓа во тоа или Европа е прашање кое што знам, многу е комплексно, но проблемот сепак јас им одговара или не им одговара. Се знае што им одговараме, па и колку ги боли. Мене еднашка многу убаво ми го покажа тоа како пример 90-ти, некоја уште средина 90-ти. Колега, пријател американец ми вика: "Абе види, ако те боли желудник и ако си го исечеш прстот на раката и ако ти падне нешто на малиот прст, што прво ќе лечиш?" Македонија веројатно како симптом за болка не стани ни едно, ни друго, ни трето. Нема зошто Америка да се троши и да се убива околу нас. Премногу прават за нас, да ви кажам искрено. Јас сум запрепастен колку какво партнерство имаме со Америка. Да, останатиот свет се води од интереси. Апсолутно. И гледаме како Бугарија функционира во оваа украинска војна, заради тоа што стратешки е важна. Заради тоа притисокот
повторно не може да биде силен кон Бугарија оноку колку што е кон Македонија, како неважна мала, но пред се неважна, не мала. Да. Да. Прашањето исто така околу овие посткомунистички земји кои имаат наследство на авторитарни режими, како што е Унгарија, но на Орбан ова. И тука е прашањето, зошто не може да биде исклучена една Унгарија, без разлика колку се трудат стара Европа, силите од стара Европа, земјите да се наметнат да ја демократизираат, тоа е неуспешно. Но сепак интересите покажуваат дека е невозможно да биде елиминирана од ЕУ. Вака е ги гледам тие работи. Значи, како што комунизмот беше еден меур идеолошки, значи идејна замисла, така и демократијата е една идејна замисла, една предпоставка, една желба, намера, ориентација за идеална општество. За да до тоа дојдеме, не мислам дека сме го постигнали ни на западот дека е постигнато, многу е понапредно, се разбира, тој демократски идеал е многу поблиску во развиените демократии, ама тие не се демократи, тие се поразвиени кон демократија. Се движат натаму, но тоа е единствено можно благодарение на притисокот на јавност. Значи, едно општество, секој едно општество има владетели и владеени, и тука се поврзува со двата клучни поими во политичката мисла, легитимитет и суверенитет. На суверена територија кој има легитимитет да владее и сега техники на владење. Најсигурна техника на владење е секако се разбира контролата на масите, и таа е дотолку послаба доколку имате посилна јавна сфера. Кога е развиена јавната сфера и кога имате добра комуникација во јавната сфера, која што не е агонистичка, но е антагонистичка, кој што вели Шантал Муф, во такви услови имате прогрес, бидејќи антагонизмите не подразбираат непријателство. Вие може да имате различни ставови, да ги изразувате тези различни ставови, и да имате различни позиции, да стремите кон различни идеали, но основата на една заедница не се напушта. И во рамки на таа заедница се решаваат разликите. Кога ќе ги сведете работите на екстремна поларизација на односите во општеството, како што е пример со Унгарија, кај што имате силен антикомунистички, не знам каков дискурс, кај што имате силен, убедлив, ужасен националистички дискурс, сите други прогресивни, толерантни гласови се утопуваат. Кај нас исто, ние сме жртви на таа поларизација, цел свет е жртва на таа поларизација, Америка е жртва на таа поларизација, тоа е техника на владење, governmentality, што го вика Фуко, кое што е многу успешно спроведено во земји каде што, ајде да спомнеме уште едно име, Чомски одамна збори за тоа, хиперинфлација на вести, хиперинфлација на информации, и имате загуба на сознание. Не може да се ориентирате. И онда што се случува, само ги на ова интернет море или не знам вселена, само наоѓате потврда за вашите мислења претходно формирани. Пропагандите денеска не се ни трудат повеќе да формираат мислења, тие само ги хранат спротивставените мислења, и имате докази дека земјата е рамна. Во 21 век некој докажува и луѓе веруваат и тоа, мислам, живи здрави. Така да таа недостаток на здрава политичка култура, односно развиена јавна сфера, ние сме жртва на тоа и во дома во Македонија и како светски тренд, како светски процес. Путин владее на тој начин, Ердоган владее на тој начин, Орбан владее на тој начин, значи Трамп на таа карта играше и успеваше. Никој не е имун. Никој не е имун на тоа, поимуни се они општества кои имаат развиена здрава јавна сфера. Тоа разбира да имате добра културна сфера, да имате добри филмови со критична мисла, да имате добри книги, добри вестници. Ние не читаме повеќе вестници, да не го забораваме тој факт, новинарството не се сведен, еве вака супер во живо онлайн. Тоа е тоа, луѓето броусаат, палецот више на сите ни е пореметен, ќе ни пораснат веројатно на генерации до 20 см подугачки палци ќе имаме, пошто тоа е начинот на интеракција со светот. Добро, Горан, ти благодарам за овој разговор.